Токму сега ќе го стартуваме нашиот последен разговор во Македонија денес, како што реков, во соработка со Санте Плюс Хоспитал, на која што ние се радуваме и благодарение на истата ги пречекуваме нивните стручни лица, докторите во нашето студио. Темата која што овој пат ја избравме е хистероскопија, односно многу повеќе информации за тоа каков тип на метода е ова, за кои цели и во кои ситуации се користи. Мене ќе ми биде задоволство и ќе ми биде во секој случај значајно сето ова да го слушнам, а верувам дека така ќе биде и за вас, нашите гледачи. Уште на стартот, ние ќе ги отвориме телефонските линии, тоа значи дека доколку имате било какво прашање, а е поврзано конкретно со оваа тема, вие сте добре дојдени да се вклучите и да го поставите. А на истата, ми е посебно драго што ќе зборуваме со мојата следна соговорничка, ќе посакам и добри ден на почитуваната доктор Елма Абдула Хасанаговски, специјалист, гинеколог и акушер од тимот на Санте Плюс Хоспитал. Добре ни дојдовте повторно во Македонија денес. Добро ве најдов, секогаш е задоволство да се биде тука меѓу вас. Ви благодарам за убавите зборови. Ние се трудиме овие теми кои што се врзани со здравјето секогаш да бидат дел од нашата емисија, бидејќи знаеме им значат на нашите гледачи, а посебно кога ги слушаат од стручните лица. Ова е вашето секојдневие, ова е вашата работа и вашата професија, така што благодарам за спремноста да ги споделите сите овие нешта со нас. Реков, хистероскопијата избравме како тема овој пат, нешто кое што е дел, рековме, од вашата работа, но ќе имаме за цел малку повеќе да го доближиме на нашите гледачи. Затоа така и да стартуваме е една генерална дефиниција, односно објаснување што всушност представува хистероскопија. Хистероскопијата представува една од методите на ендоскопските групи на методи. Што значи тоа ендоскопски методи? Тоа значи дека ние сме во можност со одредена апаратура да навлеземе внатре во човековиот организам и оние органи кои што на нас физички не ни се достапни за преглед, со ендоскопската метода да ги прегледаме. Значи, ендоскопија значи внатрешно скопирање, внатрешно снимање, внатрешно наблюдување. Матката, конкретно за органот за кој што денеска ќе зборуваме, физички е недостапен, нели, за нас лекарите. Можеме со одредени прегледи да ја опипаме незината позиција, големина, поставеност, фиксирано за околните органи, меѓутоа тоа не е доволно за да се обработи одредена патологија што на нас ни е од значај во момент, например, со пациентката. Затоа, во средината на минатиот век, особено се развија, стана популарни ендоскопските методи, па исто самото тоа и хистероскопијата, кој што ни овозможија многу прецизно, многу детално да ја видиме внатрешноста на матката, незиниот кавум утери или незината шуплина, каде што практично нели во текот на бременоста се развива плодот, или пак доколку постојат одредени гинеколошки проблеми, многу полесно, побрзо да ги дијагностицираме и да ги третираме. Значи тоа е една блага, пријатна метода, да кажам, за работа и за нас лекарите, меѓутоа и во дијагностичка и во терапевска смисла за пациентите. Да, ќе ги објасниме и двата аспекти кои што со себе ги носи нели овој тип на метода, но сепак ќе ве да споменеме спаѓа во минимално инвазивни методи. И сега генерално во медицината нели со текот на времето и незиното одење напред, голем различен тип на методи се заменуваат со нови токму за да се минимално инвазивни. Па може ли еве во оваа конкретна ситуација да објасниме што тоа подразбира, зошто хистероскопијата е минимално инвазивна? Минимално инвазивните методи се оние методи кои што минимално го нарешуваат интегритетот на ткивото и органот или пак воопшто не го нарушуваат неговиот интегритет. Во овој случај конкретен, при хистероскопија ние ги користиме природните отвори и комуникациите на матката со надворешната површина. Тоа значи дека низ вагината, која што е еден природен канал, имаме нели отвор на вагината, низ вагината доаѓаме до цервикалниот канал, кој што исто така е природен отвор на матката, ние не правиме дополнително никакви отвори, дупки или за да пристапиме до внатрешноста, до шуплината на матката, го користиме цервикалниот канал или каналот на грлото на матката и пристапуваме до внатрешноста на матката. Затоа ова метода е минимално инвазивна метода. Минимално инвазивните методи го сменија начинот на размислување на хирурзите, го сменија третманот на пациентите, го сменија
го сменија пристапот кон лекувањето и опоравокот на пациентите после ваквата интервенција. Ако порано се работеше со отворена хирургија, каде што треба да се отвори целокупниот абдомен. Например, ако се работи за реконструкција на утерус, на некој септум, тогаш требало да се отвори целата матка, да се пресече, па тек тогаш да се отстрани преградата, да се затвори, што самат по себе таа отворена хирургија носи многу големи ризици по пациентката. И опоравокот од таквата интервенција бил дискутабилен. Ваквата минимално инвазивна метода хистероскопијата овозможува брз третман, брза диагностика и многу брз и лесен опоравок на пациентката, дури и кога има терапевски аспект хистероскопијата. Да, сето ова што го споменувате посочува и кажува дека овие минимално инвазивни методи всушност го намалуваат целиот овој процес на лекување или третирање одреден здравствен проблем. Само малку настрана од нашата тема, сепак со овие разговори сакаме и да ги едуцираме нашите гледачи. Да, вашата работа е редовно во трка со времето. Кога имаме било каков тип на здравствен проблем, логично сакаме за најкраток можен рок да се ослободиме од истиот или да го решиме, но што е што треба да сепак да го знаат сите пациенти и сите луѓе кои што ви се обраќаат вам, кога станува прашање или збор за времето. Нели постои кај вас еден процес на диагностика, постојат одредени методи и точки во целиот овој процес кои што вие не смеете да ги прескокнете, а понекогаш пациентите знаат да имаат отпор или да ги поставуваат прашањата: мора ли сите овие испитувања, мора ли да чекам одреден временски период, мора ли толку долго да трае процесот на опоравување, може ли порано да се вратам на своите обврски и така натаму. Отворени ли се да ги слушнат вашите совети, да имаат разбирање дека понекогаш процесот на третирање одреден здравствен проблем си бара подолг временски период? Точно. Секогаш во комуникација со пациентите потребно е да им се објасни зошто одредената метода не може да се изврши во моментот кога се они дојдени во ординација или би сакале за краток временски период да ја завршат. Конкретно хистероскопијата е најдобро да се работи после завршување на менструалниот циклус. Првите денови по завршување на менструалниот циклус. Доколку има потреба, би требало да се чека дури 1 месец за да пациентката се даде терапија, за да се подготви внатрешниот зид на матката да биде поприступачен и полесен за диагностика. Меѓутоа, на сето тоа треба да му претходат одредени прегледи со кои што ризикот и компликациите од оваа интервенција ќе бидат сведени на минимум. Например, еден основен ПАП тест, пакет микробиолошки брисеви, затоа што една од елементарните контраиндикации за хистероскопиите се актуелните инфекции. Значи, доколку постои колпит, доколку постои цервицит, значи воспаление на вагината, воспаление на грлото на матката, воспаление на внатрешниот зид на матката или пак воспаление воопшто околу матката, аднексит, воспаление на сите тие органи е контраиндикација за правење на една ваква интервенција. Затоа подготовките се нужни за да можеме да пристапиме кон хистероскопија. Доколку се поразговара со пациентите, секогаш и они наоѓаат разбирање и разбираат процедурата, кога ќе им се предочат ризиците од напресито направената хистероскопија, тогаш се бива полесно. Меѓутоа, пак ќе кажам, јас секогаш тоа го потенцирам, една зрела комуникација помеѓу пациентот и лекарот е есенцијална за да се стигне до добар квалитет на било која постапка која што се превзема. Секако дека и за изведба на оваа метода, како и за се останато, си постојат специфични инструменти и начини како се изведува. Може ли да представиме малку така да речам попластично за нашите гледачи, да објасниме како тоа изгледа, какви се инструментите кои што ги користите? Ние користиме, воопшто се користи најчесто проточната хистероскопија. Што значи тоа? Ние имаме еден апарат кој што е со фибероптичко, нели, светло поврзано, метална една цевка, ова да не ги исплаши пациентите, таа е со минимални димензии. На таа метална цевка, која што е тенка и долга, доволно да го помине патот вагината, грлото на матката и внатрешноста на матката, се влегува внатре. На таа метална цевка се монтирани камера и инструмент еза, кои што во тераписка процедура ќе ни користат. Езите се со различна форма, може да се иглени ези, може да се луп ези во форма на јамки, зависно од патологијата или пак која што би ја третирале или пак дали само ќе идеме со диагностичка. За сето ова време тече специфична течност која што ја
шири внатрешноста на матката, на тој начин ние матката ја добиваме во 3D димензија, практично како да сте влегле буквално во матката, се ви е тука достапно видливо, отворите на тубарните канали во матката се диагностицираат дали се на вистинското место, дали постојат, дали се отворени, така да многу лесна, технички едноставна метода е. Да, рековме уште во самата најава, го споменавте тоа и вие, ова е метода која што има, така да кажеме, две основни карактеристики или аспекти, може да биде диагностичка и да се користи за тие намени или оперативна, ама еве сега поопшто да го поставам така прашањето, кога и зошто се применува, веројатно тука ќе ни објасните и самата поделба и зошто се дели на овие два типа, ајде да речем. Така, многу често диагностичката преминува во терапевска или пак терапевската преминува во диагностичка. Тоа може да се каже по завршувањето на интервенцијата. Меѓутоа теоретски се така поделени. Диагностичката е онаа хистероскопија која што ни дава увид во состојбата, значи ја користиме само за диагностика на состојбата. Додека пак терапевската ја користиме за да го излечиме, да излечиме состојбата или да ја подобриме состојбата на шуплината на матката и воопшто на пациентката. Тоа е практично елементарната разлика помеѓу овие две методи. Меѓутоа, многу често во текот на самата интервенција диагностичката преминува во терапевска или пак терапевската преминува во диагностичка. Да. Зависно нели од потребите, од локалната состојба и на органот кој што го гледаме. Сакам само тука да го искористам моментот и да ги потсетам нашите гледачи дека телефонските линии ни се отворени. Се што ви интересира е поврзано со оваа метода, со хистероскопијата. Вие сте добре дојдени да се вклучите во нашата програма и да го поставите како свое прашање. Ние сме овде во секој случај да дадеме што е можно повеќе информации врзани за оваа тема, но доколку можеби нешто испуштиме или доколку можеби вие сте имале искуства врзани со сето ова, како што реков, ве очекуваме да се вклучите и вие во рамки на овој разговор. Ние ќе продолжиме понатаму, односно малку повеќе да навлеземе и да споделиме детали што се однесува до диагностичката страна на хистероскопијата. Кога, кои се тие моменти или пак здравствени проблеми каде што сепак можеби најдобар начин е да се употребува оваа метода? Има ли нешто кои што не можеме на ниеден друг начин освен вака, дефинитивно да ги диагностицираме? Точно е. Постојат состојби кои што дефинитивната диагноза можеме да добиеме само со диагностичката хистероскопија. Диагностичката хистероскопија има примена во сите наши домени на работа, и во акушеријата, и во гинекологијата, и во биопотпомогнатото оплодување, нели? При лекување на стерилитет, односно инфертилитет на пациентките. Диапазонот на диагнози кои што би можеле или состојби кои што би можеле да се додиагностицираат со хистероскопијата е навистина обемен. Например, во гинекологијата едни ирегуларни крварења може да се додиагностицираат со хистероскопијата, доколку не можат да се доведат во ред тие менструални крварења со терапија, па ќе се најде, например, на некоја друга поширока проблематика, па може, например, да се употреби во диагностицирање на, односно до диагностицирање на состојби кои што се поврзани со повторувачки абортуси, што е многу од големо значење за нас гинеколозите, или пак неможност во повеќе кратни обиди со биопотпомогнато оплодување да се дојде до бременост, доколку претходно не е направена хистероскопијата, секако чекор број 1 би била хистероскопијата, нели, заедно поврзана со лапароскопијата. Тоа се, да кажам, главните моменти. Меѓутоа, навистина има состојби кои што изискуваат диагностичка хистероскопија, доколку на 3D ултразвукот или претходно не се направени, например, ХСГ снимања, хистеросалпингографијата, или се направени, па е виден септум, тогаш во прилог на терапевската секако треба да направиме ние прво и диагностичката, кога ќе влеземе со камера, да видиме што се случува внатре, каде е тој септум, како е поставен, дали сме во состојба да го решаваме, и тек тогаш се пристапува, нели, кон решавање и пресекување на септумот на преградата. Или, например, доколку
а пациентката ирегуларно крвари, па на ултразвук ние не можеме да видиме никаква промена на ендометриумот, тогаш се пристапува кон диагностичка, па можеби во текот на процедурата ќе наидеме на повеќе помали миоматозни јазли, повеќе помали полипоидни формации, кои што, например, во текот на ултразвукот, заради ограниченоста на ултразвукот како метода, не сме биле во состојба да ги диагностицираме. Тоа што е олеснителен аспект на хистероскопијата е незината леснотија во изведувањето. Значи, минимална травматичност на пациентката, изведување во анестезија, брзиот опоравок после 4 сата, пациентката веќе може да си оди дома после интервенцијата, без да има било какви потешки компликации, чувство или чувство на болест воопшто. Значи, сето ова на нас не овозможува хистероскопијата да биде една од елементарните методи кои што ги користиме во секојдневната пракса. Стана им популарна помеѓу пациентките, затоа што најмногу на нас не помогна, на лекарите нели во објаснување за оваа метода е био потпомогнатото оплодување, каде што е една од основните подготвителни или пак терапевски процедури кои што треба да ги помине пациентката, и на тој начин практично стана попопуларна помеѓу населението и на нас ни беше полесно да се објасни дека таа метода може да се користи и во другите домени на гинекологијата и акушерството. Таму каде што е потребно, со цел да ги имате што е потребно за да имаме многу подобар ефект во лекувањето и во диагностиката. Да, дали според ова тоа и сакав да прашам, од сите овие нешта кои што ги набројавте, дали сепак биопотпомогнато оплодување е ситуација или пример каде што најчесто сепак се употребува? Точно. Хистероскопијата, да? Точно, да. Во подготовките, во процесот на подготовка за биопотпомогнатото оплодување, хистероскопијата спаѓа во една од елементарните процедури, доколку претходно не се направи хистеросалпингографија, може веднаш да се оди на хистероскопијата, меѓутоа најчесто се прави со цел коригирање на аномалиите на матката, преградите или евентуално отстранување на било каква содржина во внатрешноста на матката од типот на миоми или полипи. Да, ефета дојдеме можеби до оној спротивен или друг дел на хистероскопијата, иако потенцирате дека се врзани на некој начин, диагностичка или терапевска страна на истата. Ама ете, генерално, уште малку повеќе детали кога говориме терапевтска или оперативна, што сакаме и со овој збор да кажеме, кои се тие карактеристики што ги носи од друга страна овој тип на хистероскопија. Тоа значи дека ние од старт знаеме дека кога ќе почнеме да работиме имаме цел, одредена цел. Значи претходно сме го диагностицирале, например, септумот на матката, преградата на матката, и сега пристапот со хистероскопијата кон пациентката е практично терапевски, да се пресече септумот или да се отстранат миомите, полипите или било какви формации или да се направи, например, ослободување на кавум на шуплината на матката од претходно настанатите сраслини, синехии во кавум утери во шуплината на матката. Значи имате претходно разликата помеѓу овие две, што ние имаме претходно поставена диагноза на проблемот, и со хистероскопијата пристапуваме терапевски. Значи знаеме точно конкретно што кај таа пациентка сакаме да сработиме, така се подготвуваме и таков е пристапот и кон пациентката. За разлика од диагностичката, каде што не сме ја додиагностицирале состојбата, влегуваме диагностички, меѓутоа во текот на таа процедура може, заради заштеда нели и на време, и на пари на пациентката, и на анестезија, да преминеме во терапевска процедура. Кај терапевската, априори идеме со тераписки пристап. Да, тераписки пристап и одново голем број на ситуации каде што ова е можеби најдобриот начин сето тоа да се третира понатаму. Би дали тука можеби примери зашто најчесто од овој аспект се користи хистероскопија? Има ли таков тип на проблеми кои што дефинитивно најчесто ги третирате на овој начин? Најчесто повторно се третираат ирегуларните крварења и проблемите врзани со стерилитетот, односно инфертилитетот на женскиот фактор.
фактор. Знаеме нели дека во биопотпомогнатото оплодување се исследуваат и машкиот и женскиот фактор. Хистероскопијата е метода која што го третира женскиот фактор и таму најчесто ги користиме практично терапевскиот пристап за корекција на одредени утерини аномалии, како што се, например, септомите од различен степен. Меѓутоа, во гинекологијата, например, имаме исто така состојби, каде што имаме, ги спомна веќе, и регуларните крварења, терапевскиот пристап, кога сме виделе дека внатре во матката има некој миом кој што треба да биде отстранет, за да не ја отвараме матката, за да биде сето тоа минимално инвазивно, тогаш пристапуваме со хистероскопијата и многу полесен е опоравокот и побрз. Отстранување на мултиплите полипи, затоа што под хистероскопија, под окото на камерата практично, ние сме во можност детално да ги видиме сите промени кои што се на ѕидот на матката, кои што го практично обива кавумот на матката, шуплината на матката, до минимални детали можеме да го видиме сето тоа и најдобро да го отстраниме. За разлика од киретажата, каде што е тоа релативно слепа метода, немаме контрола, евентуално со ултразвук, со око не можеме ништо да видиме што се случува тамо, и при киретажата тие полипоидни формации може да бидат нецелосно отстранети, може затоа што е слепа, не можеме во 100% да бидеме сигурни дека целиот обем на ѕидот на внатрешниот ѕид на матката сме го поминале со киретата, можеби негде киретата прескокнала, не сме биле доволно агресивни, заради нели повторно нашата желба да бидеме минимално инвазивни, па ќе остане некој полип или неколку полипи кои што после тоа повторно ќе пораснат, повторно ќе ги дадат истите проблеми. Во тој случај, кога имаме повторувачки крварења, претходно полипи нели кои што се отстранети еднаш, два пати или повеќе пати, идеално решение е терапевската хистероскопија. Да. Ви благодарам за вашите убави објаснувања. Се надевам дека најсликовито можно ова ќе биде и за нашите гледачи, а веќе поттикнавме дел од нив да се вклучат во овој разговор. Добивам сигнал дека имаме двајца гледачи на линија, па да ги слушнеме поред. Добар ден за првиот. Добар ден. Поздрав до вас. Ве слушаме и повелете. Сакам да прашам. Значи, пред 8 години ми е направена хистероктомија. Со тоа што после тоа на хистопатологија се покажа дека има два големи на јајниците, како се вика тоа, цисти, ендометриоидни цисти, огромни цисти. После тоа го направив на 58 години, се решив и матката и све ми беше извадено. Сега да прашам, после 8 години јас прокрвавив. Дали може докторката да ми каже што може да е тоа? Добро, според овие податоци што ги дадовте, ќе дадеме Јас само да прашам дали е направена комплетно отстранување на матката или еден дел од нејзе е оставен? Комплетно. И матка и јајници. Да. Во ред. Добро. Ви благодариме многу што се вклучивте. Ќе го слушнеме и вториот гледач, па потоа ќе одговориме и на двајцата. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав за вашата емисија, поздрав за докторката. Благодариме. Благодарам, поздрав за вас. Се јавува гледач од Велес, значи вака сакам да ја прашам докторката. Значи јас имам 2 спонтанни абортуси и при киретажата, значи ми најдоа мене миом на матка. Покрај миомот имам последица од првото пораѓање, значи полипи. И сега кога имам менструален циклус, значи не е нормално него како топки, како грудки така, значи не е нормален менструален циклус. Ќе може ли докторката да ми појасни кај може да се најде подетални информации? Добро. Дали се доволни? Да. Во ред. Ви благодарам многу за тоа што и вие го следите разговорот и се вклучивте. Ќе се обидеме, односно ќе се обиде докторката да максимално ве посоветува во оваа ситуација, покрај тоа што лично нели не сте се видели и не можела лично да ја види вашата ситуација. Тука се со ограничена моќ во однос на првото прашање, надвори од темата, меѓутоа радо ќе одговориме на пациентката. Кога се вади комплетно матката и јајниците, внатрешниот форникс практично форниксот на вагината, крајот на вагината слепо се затвара. При тоа слепо затварање
би требало после една година од хистеректомијата вие редовно да се идете на контрола кај гинекологот, под спекулум да го види форниксот на вагината, затворениот крај на вагината и да земате бриз од тоа место. Најверојатно станува збор за некои гранулации кои што прокрвареле. Прегледот е исто така едноставен, меѓутоа повелете дојдете во Санте, тоа можеме да го направиме, ќе земеме бриз, кој што ќе се прегледа цитолошки, да видиме за каква формација станува збор, дали се само гранулации или е некоја друга промена која што би можеле да ја лекуваме. Доколку се гранулации има начин на лекување, доколку е нешто друго исто така има начин на лекување, меѓутоа елементарно нешто што треба да се направи, да отидете кај вашиот гинеколог, да ве прегледа под спекулум, слепиот крај на вагината кој што се затвара во текот на операција, тоа така треба да биде, да се прегледа, да се земе бриз, цитолошки да се прегледа тој бриз и да се види, значи клетките дали има некаква клеточна промена која што би била причина да не загрижува или едноставно да го разрешиме тој проблем, да се третира наедноставно. Добро. Така, во однос на второто прашање, пациентката имала 2 спонтани абортуси, не кажа каде се наоѓа миомот, дали е интрамурален, субсерозен, значи постојат локации на миомите кои што може да ја компрометираат бременоста и се очекува нели во рана бременост да ја компрометираат, а плюс како што разбрав полипи даде податок за постоење на полипи, дали биле отстранети, дали не биле отстранети, тој податок не го добивме, меѓутоа би требало да се направи ултразвучен преглед веднаш после менструалниот циклус, нека повели, нека дојде во Санте плюс хоспитал во Скопје, ќе ја извршиме комплетната дијагностичка процедура и доколку и се потребни нели софти за биопотпомогнато оплодување, секако можеме истите тие да ги дадеме, да ги понудиме нашите услуги. Да, прекрасен тим, дел и од овој тим кој што работи за во врска со биопотпомогнато оплодување го имавме кај нас во студиото, така што реков секогаш ни е драго кога ве пречекуваме вам. Така ние сме горди на нашиот тим, на професор Сапунов и на доктор Лиљана. Да, на успешноста на сите оние пациенти на кои што нели успеале да им излезат во пресред. Ќе продолжиме, односно некако ќе донесеме и кон крајот нашата денешна тема. Сепак нешто за кое што не позборувавме, а е важно и верувам дека го добивате како прашања, а тоа се ризиците или можеби оние контраиндикации кои би ги дала употребата и примената на оваа метода. Дали постојат и дали можеме да ги објасниме? Така, контраиндикациите се минимални, лесно предвидливи, тоа се постоење на актуелна бременост, нели? Инфекција, преска тоа го разговаравме. Така. Било каква инфекција е контраиндикација за изведување на хистероскопијата, значи прво би требало да се лекуваат инфекциите, односно пред да се пристапи на методата, треба да се направат пакет микробиолошки брисеви, бриз од вагината, бриз од цервиксот, испитување за хламидија, испитување за микоплазма, затоа што практично преку оваа метода ние можеме да направиме пренос на инфекцијата од вагината во внатрешноста на матката, па да испадне многу голема компликација и несакани нели последици од интервенцијата. И нормално уште една контраиндикација, тоа се пациентки кои што се веќе оперирани, им е направена хистеректомија, или пациентки кои што имаат агенезија на матката, значи не имаат во текот на животот, во текот на ембрионалниот развој, тоа е една аномалија ретка, која што многу ретка, меѓутоа постои агенезија на матката. Ето, тоа се контраиндикациите, многу се ретки, меѓутоа мораме да ги спомнеме. Да, многу ретки, многу мали во споредба со сите позитивни пак од друга страна нешта што ги носи употребата на оваа метода. И еве сосема за крај, вие споменавте целиот овој процес е навистина краток, потоа вклучувајќи го нели и ајде така да речеме процесот на опоравување само неколку часа, ама и финално еве како за охрабрување на сите оние кои што можеби кај нив ќе треба да се примени оваа метода, веројатно дека не треба да стравуваат, туку само да се препуштат на работата на стручните лица. Оперативно, после метода, после изведување на методата, и да кажеме, нели, постоперативно, иако е навистина една минимален еден захват, пациентката се чувствува многу лесно. Евентуално може во континуитет од неколку часа да чувствува некои слаби болки, грчеви во матката, кои што се должат на растегнување на зидот на матката. Преска тоа го спомнав, нели, дека работиме ние со проточната хистероскопија. Поради присуството на течност во матката, практично се осеќа како некој
лесни грчеви. Понекогаш, особено после терапевската, се јавуваат крварења, меѓутоа тие крварења се оскудни, може да трајат од неколку часа до 7 дена, меѓутоа тие се оскудни, затоа што ние после интервенцијата даваме терапија за обнова на ендометриумот на внатрешниот зид на матката и на тој начин практично тие крварења се сведуваат на минимални. Секако, доколку се јават одредени профузни, интензивни крварења, доколку се јават силни болки, силни грчеви во долниот дел на стомакот, тогаш секако треба да се јават кај лекарот кој што е извел интервенцијата. Една од почестите компликации кои што се случуваат е перфорација на матката, значи да се пробуши зидот на матката, меѓутоа викаме почести затоа што овие другиве едноставно се занемарливи, толку се мали да никоја ни една пациентка не ги споменува како компликација, меѓутоа во текот на интервенцијата многу ретко може да се случи да се направи перфорација, допнување на матката, што од наш хируршки аспект се лекува и се третира многу едноставно, без да има здравствени последици по мајката. Би сакала да ги охрабрам сите кои што размислуваат за за оваа дијагностичка метода во било која насока, дали би им била од корист или не, да поразговараат со својот гинеколог или нека повелат во Санте Плюс. Сите од нашиот тим ќе им излезат во пресред, ќе им ги дадат корисните информации врзани конкретно и специфично за нивниот случај. Затоа што секоја метода има свој бенефит, поголем или помал, зависно од случајот на пациентката, зависно од незината проблематика, зависно од претходно тоа што е направено кај нејзе, така да за да секој си ги добие своите специфични информации, најдобро е да разговара со лекари кои што тоа веќе го работат, кои што имаат искуство, и ќе биде разрешена секоја нивна дилема. Да, на најдобар можен начин. Еве кога сме кај тимот, вие го спомнувате и драго ми е тоа да го слушнам, секогаш е и за вас важно во каква една атмосфера работите. Професор Сапунов и доктор Лилјана беа заедно, па го видовме начинот на кој што се надополнуваат. Само барем накратко и вие за вашиот тим и луѓето со кои што нели секојдневно директно сте во овој процес на работа. Се надевам и верувам дека имате една убава соработка. Вообичаено кога луѓето ќе постават слики, фотографии, печатоци од тоа како си поминале кај вас, можеме да видиме само позитивни нешта од нивната страна на приказната, но каква е од вашата страна? Многу е евидентно дека ние сме еден компактен тим. Тоа пациентите го препознаваат без оглед дали седат во амбуланта, чекајќи ред нели да дојдат на својот термин или пак се горе хоспитализирани на било кој од одделенијата кај нас. Позитивната атмосфера што владее помеѓу нас вработените, без оглед дали сме од лекарскиот тим, од средномедицинскиот персонал или од административната служба, пациентите осеќаат. И верувајте, тоа многу им го олеснува целиот престој кај нас и им дава еден позитивен впечаток, затоа што кога од пултот се пречекани со насмевка, со убави зборови. Ако од средниот медицински персонал се истретирани така како што треба, со насмевка на листице, со леснотија во обавувањето на сите тие постапки, процедури или технички нели одредени моменти, ние лекарите кога они ќе видат дека ние соработуваме, комуницираме без оглед дали случајот е нели од наша патологија банален или нешто комплициран, на многу им значи на пациентите. И тие слики кои што ги гледате вие на Facebook се реални. Пациентите инсистираат да бидат објавени нивните анкетни листови во кои што ги споделуваат нивните печатоци. А ние сме пресрекни што се они задоволни од третманот што го добиваат во Санте Плюс Хоспитал. Да, токму затоа и го поздравувам целиот ваш тим и ќе ви кажам уште еднаш, нас ни е пријатно и задоволство секогаш кога тука ве пречекуваме. Тоа значи за многу скоро ние ќе се видиме со некој друг од вашите представници, а јас тука од срце ќе ви се заблагодарам за денешниот убав разговор. Ви благодарам. Ви благодарам многу од срце. Во Македонија денес разговаравме овој пат со доктор Елма Абдула Хасанаговски, специјалист, гинеколог, акушер и дел од тимот на Санте Плюс Хоспитал. Јас искрено се надевам дека преку овие минути на наш разговор вие можевте да слушнете доста корисни совети и информации поврзани со хистероскопијата и каква всушност метода е оваа. Ние пред сосема да го завршиме ова наше денешно утринско дружење, како и секогаш тука се спортските вести, сакаме да знаеме и што е најинтересно и најзначајно на домашната и меѓународната спортска сцена и ќе го дознаеме сето тоа благодарение на нашите колеги од спортската редакција. Аргентина